Земја во овие 3 дена ќе биде под топла воздушна маса со температури во интервал од 35 до 40 целзиусови степени. Ваквите високи температури лошо влијаат врз здравјето на граѓаните, а особено се погодени хронично болните, возрастните луѓе и бремените жени. Лекарите велат, најчесто страдаат кардиоваскуларниот систем, се јавуваат и гастрични тегоби. Најчесто страдаат пациентите што имаат кардиоваскуларни заболувања, односно во овој период најчесто имаме интервенции во ургентните центри брзата помош и тематичните доктори затоа што се јавуваат овие инсулти, односно од типот на мозочни удари, срцеви удари и слични асоцирани состојби што се зафатени кардиоваскуларните заболувања, односно кардиоваскуларниот систем. Исто така психосоматските заболувања ни доаѓаат до израз, како што се гастричните тегоби, укусите на желудникот, на 12-палачното црево и некои слични заболувања. Исто така и пациентите со ревматски заболувања што имаат хроницитет, знаат на промина на време да не реагираат бурно со појава на зголемено количество интензитет на болка. Апелираат хронично болните да посетуваат матичен лекар за соодветна адаптација на препишаната терапија. Ја би апелирала пациентите, посебно што имаат хронична терапија, да го посетуваат често својот матичен доктор, заради тоа што да им се прилагоди нивната терапија, односно да се превземат превентивни мерки кај тие посебно пациенти што се ризик фактори, кај хроничните, возрастни групи на пациенти, што и така доаѓаат за препис на терапија, обавезно да се консултираат со својот матичен доктор, да се прилагоди терапијата, да не дојдат до несакани ефекти. Општите препораки за погодените групи граѓани се да не излегуваат во периодот од 11 до 17 часот, да носат лесна памучна облека, капи и очила, да конзумираат вода, овошје и зеленчук. Истите препораки ги посочуваат и од Министерството за здравство, кои континуирано ќе ја следат временската состојба.